По повеќе од една деценија поставени се сообраќајни знаци на магистралниот пат Тетово-Јажинце. Опремати сигнализацијата за овој патен правец е дел од проектот за одржување на сообраќајници, изработен пред 23 години од јавното претпријатие Македонија пат. Возачите велат дека е добро што конечно надлежните се сетиле по подолг период да го регулираат сообраќајот на еден од најризичните патишта во државата, но тие забележуваат дека се уште тука недостасуваат знаци. Како пример ја посочуваат сигнализацијата за ограничување на брзината покрај населените места. Знак постои само покрај влезот, но не и покрај излезот целото. Возачите не знаат докаде важи забраната за брзо возење. Јас го видам знакот што влезува. Кога ќе излезем, значи нема знак. Овие промените во сообраќајот се многу нејасни. Треба да се направи нешто во таа смисла. Од Агенцијата за државни патишта тврде дека знаците за регулирање на сообраќајот информативните табли на овој пат постоели порано, но истите биле оштетени или украдени. Зошто подолг период патниот правец бил без сигнализација не одговорија. Ветија дека знаците кои недостасуваат дополнително ќе се постават. Дотогаш по патот да се вози согласно постоечката сигнализација, советуваат од сообраќајната полиција. Доколку е регулирано со 70 км на час, се до наредниот знак важи 70 км на час. Според состојбата на терен кон граничниот премен Јажинце, возачите поради големиот број села покрај патот не треба да возат со брзина поголема од 50 км на час. Ваквиот сообраќај не се одесува со категоријата магистрален пат, по кој именуван патниот правец Тетово-Јажинце, велат експертите. Професорот Вунет Палоши смета дека не треба да има често ограничување на брзината на возење. За жителите кои живеат покрај патот треба да се изгради соодветна инфраструктура. Треба да се постави една ограда, дали еластична или ќе се постави ограда за тротоарот и за пешаците и со надземни проаѓања, значи кај школа, јавни објекти, џами, цркви и така натака да се преде од долна страна на улица на горна страна, затоа што патот е изграден пред населението да се спушти со своите објекти. И сега со 2-3 објекта на што станува во Теарца, со 2-3 објекта што се градат испод патот, сега се ограничува брзината и се прават тротоари на 6 км. А тоа се решава со секундарна сообраќајница, локална секундарна сообраќајница, паралелна со магистралната. И тие ќе ја користат и со тротоари, и со преаѓања, и со надземни или подземни. Не се решава вака. Овие се решенија во технички смисол и во смисол на безбедност на сообраќајот е штетни. По мене се штетни и доведуваат до ова да тие сообраќајни незгоди фактички не ги намалуваме, не ги да речем, им даваме возможност да се случи таа работа. Дека државата недоволно води грижа за патот кој води кон Косово говори фактот што новој правец последниве неколку години незаконски од страна на мештаните кои живеат покрај патот се поставени 17 така наречени легнати полицајци. Досега надлежните институции не презеле конкретни мерки за отстранување на грбините, на кои секојдневно се оштетуваат возилата. Трактори и друг вид земјоделска механизација често пати може да се види на регионалниот патен правец од Тетово кон косовската граница, иако таквите возила на регионална сообраќајница не смеат да се движат. Во тетовската полиција велат дека со години наназад на пригодни средби со земјоделците им кажуваат дека управувањето на трактори и слични возила на тој пат е прекршок и е подложно на казни. Казните си има за категорија на возила што не смее да се движа по тој патен правец, меѓутоа за жал не се почитува тоа и сите возила кои ќе се затегнат при контрола ќе бидат санкционирани. Во изминатите 9 месеци од 2015 година на тетовското подрачје регистрирани се 16 сообраќајни незгоди во кои учествувала земјоделска механизација, што е за 7 повеќе од истиот период минатата година. Па и у ноќните услови имаме доста проблеми со тие трактори неосветлени, имаме незгоди од тој вид на возила. Кај тракторите и останатата земјоделска механизација, полицијата исто така апелира да се проверува техничката исправност, како и да се направи соодветната регистрација. Осум лица повредени откако автомобил паднал во бездна синоќа во Гостиварско.
Во сообраќајна несреќа која се случила синоќ околу 19 часот и 30 минути на регионалниот пат Гостивар Србиново Падалиште, 8 лица се повредени, меѓу кои и едно бебе. Според СВР Тетово возило Hyundai Accent кое го управувала 33 годишна гостиварка од непознати причини изгубило контрола и излетало од патот и пропаднало во бездна длабока повеќе десеттина метри. Во незгодата потешко повредена била сопатничката, која е пренесена на скопските клиники. Останатите се задржани во гостиварската болница. На местото на настанот први пристигнале жители на Падалиште, кои успеале да дојдат до повредените и да ги излечат од автомобилот. Во друга несреќа која се случила вчера попладне во Неготино Полошко, едно лице го загубило животот. Од полицијата потврдуваат дека повозрасен маж настрадал додека управувал трактор пред семејната куќа, кога паднал, ја удрил главата и завршил под тркалото на возилото. Со тешки повреди бил транспортиран до гостиварската болница, но за жал починал по пат. Вака негде ќе најдеме некој кој се не само пабирок. Собствениците со полупразни торби, а краците со наполнети вреќи завршуваат дневната берба на костени на Шарпланинскиот масив. Жителите од селата кои гравитираат на ова подрачје обвинуваат дека на нивните имоти се врши секојдневен грабеж на костенот од кој екзистираат. Велат се краде масовно. Цели семејства од други места доаѓаат со автомобили и трактори и слободно го берат нашиот плод. Александра Тодоров. Мислим, понапред немаше да ида толку, сега сите доаѓа, како ќе стигне. Не те прашува дали е твое, дали си собственик или не. Еве ги со кола дошле кај ќе стигна бера. Не може никој да допре. Ти вика да дај ни тапија, ова, она, кој ќе иде тапија да вади, секому треба да покажеш тапија, дека собственик си. Му викаш не бери, идите во планина, ама не е тоа. Не е излесова. Со години сме изложени на постојан притисок. Најпрви дрвокраците ги секоа плодоносните дрви од нашите имоти, а сега навали и на костенот, велат жителите. Тие бараат државата да ги заштити од агресивните краци, односно во селото почесто да патролира полицијата. Во спротивно најавуваат дека нема да плаќаат даноци за нивните имоти, за кои државата не води грижа. И тие што се родни, што ги имаме по ливадите приватно, се си сечени ги нема. Остане нешто од костените, сега се врши инвазија на тие костени која ќе дојде времето да има берба. Ако сака тој што е собственик на имото да иде да собере, ќе ги најде, ни ќе ги затече на место таму кај што берат. Што бере, тоа е мое, ајде бе, губи се. Или уште подрско, што hoćeš, проблеми одма тешки. Значи тоа е заслуга на органите и за безбедност, а и на државата, би рекол, на владата. Ја и тоа ќе кажам, дека не само безбедноста што е загрозена на луѓето овдека у тој поглед. Мене ме интересира како нема страм кога ќе излезе не премиерот, па и премиерот би рекол, али еве тој што е за финансии на Република на Македонија, па кажува, собрани се приходи, буџетот се полни на државата, тоа е се во ред, задоволни сме сите тие работи. Ја него го прашувам, ако тој имот овде ми што го имаме, сме должни да даваме данок, ќе ни дојде листата, толку треба да платиш порез, кој нас не штити? Кој возвраќа на тоа да рече, чекајте бе луѓево, им собирамо одеден приход од НИП, за државата, за буџетот, фактички штетата обострана кај нас. И данок даваме, и имотот го нема нигде. Од СВР Тетово вела дека деновиве ќе ги засилат своите контролни активности во ова подрачје и соодветно ќе одговорат на секоја кражба на приватен имот. Оттаму советуваат жителите почесто да ги пријавуваат кражбите, а за подобра превенција да ги оградат и своите имоти. Голем интерес за вакцините против грип во Гостивар.
За една недела вакцина примиле 800 граѓани. Имунизацијата на населението продолжува и во текот на следните денови. Граѓаните веќе имаат искуство и знаат дека вакцинацијата е најефикасната мерка за заштита против грипот. Интересот секоја година расте, оценуваат од епидемиолошкото одделение во Гостивар, каде што се спроведува вакцинирањето. Годинава беа нарачани вкупно 1100 дози. Вакцината е од холандски производител и штити од 3 типа на вирус, најчестите што се шират меѓу луѓето. Вакцинирањето лекарите особено го препорачуваат на ризичните групи граѓани, хронично болни, постари лица и оние со намален имунитет, кај кои грипот може да предизвика компликации опасни по здравјето. Во регионот на Гостивар сезонава се уште нема регистрирано заболен од грип. На ниво на Македонија ги има 50 на случаи. Грипот со поголем интензитет се шири во зимските месеци, додека периодов по амбулантите зачестени се пациенти со респираторни инфекции. Не треба коментар за аферата Маѓар Телеком, треба судско делување, треба обвинителите да си ја вршат својата работа. Ако е тоа така, независно за кого се работи, вклучувајќи ме и мене, секој треба да одговара, вели лидерот на новоформираната партија Унитети, Гзимо Стрени во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Господине Острени, зошто нова партија? Па видите, по се ово што се случува во Република Македонија, не можни да делуваме преку партијата на која и припаѓавме, а не се сложуваме не со програмата, туку со оно што се прави. Затоа што се има обичај да се напише нешто, да се даде како програма, а од друга страна да течението оди во сосема друг правец. Ценејќи дека ситуацијата е како што се знае во Македонија, еве веќе се гледа дека многу тешко се постигнува до договори за надминување на кризата, ние се одлучивме да продолжиме по патот за кој одамна сме се договориле да работиме за демократизација на Република Македонија, да се бориме против митото, против корупцијата и против сите лица кои се воздигнати над законот и уставот. Зошто вашите ставови и идеи не можевте да ги наметнете во вашата досегашна партија ДУИ? Па видите, јас од 2006 сум на некој начин подалеку од ДУИ, затоа што бев генерален секретар нормално до 2006 година и после тоа настана кадровски промени, што е нормално и за моје сватање. И нормално е да се биде во позиција за да можете нешто да смените. Ние и досега се залагавме, предлагавме, дискутиравме, меѓутоа кога се гласа, кога се донесуваат одлуки, тука не е доволно да има 1 или 5 гласа, него треба да има мнозинство. И во неможност да ги реализираме нашите ставови таму, мислењата и да се бориме понатака за тоа што ја основавме партијата ДУИ, гледавме за сходно дека сега треба да и се помогне на Република Македонија и граѓаните. Ако тие нормално не прифатат, ако не го дадат својот глас. Неодамна го критикувавте, како што рековте, вазалскиот однос на ДУИ кон ВМРО ДПМН и криминалното работење на некои функционери. ДУИ досега е речиси 12 години на власт. Дали дури досега вие го видовте, како што велите, вазалскиот однос и криминалното работење во партијата? За мене да, и тоа го потврдува ево наслагањето синоќ нешто за инсистирањето за законот, за да се некој заштити од бомбите, како што ги ние и новинарите така ги нарекуваат, што нема никаков разлог да се на таков начин заштитат, бидејќи се треба да се реши на демократски начин и во согласност со постојните закони. Нема разлог некому да му забраните како да мисли и што да каже. Како ги коментирате случувањето околу аферата Маѓар Телеком, имајќи на ум дека таа афера представува и директен удар врз високи функционери од ДУИ?
Не треба коментар за такви состојби, треба судско делување, треба обвинителите да ја гледат својата работа, да ја обават. Ако е тоа така, независно за кого се работи, вклучувајќи ме и мене, секој треба да одговара. Ако договорот од пржинот целосно пропадне, каква е вашата прогноза? Што понатаму? Нема понатаму. Тој договор треба да се спроведе. Јас мислам дека треба да се најдат, да се смогнат сили, да се тргне од тука тој што го пречи тоа. Што мислите, која е главната сопка во спроведувањето на договорот? Главната е, пак, видите, сите велиме дека таму учествуваат 4 партии, а јас би рекол таму учествуваат 2 партии. На една страна ВМРО, ДУИ и ДПА, на друга страна социјалдемократите се. И од тука произлегува потврдата дека ДУИ е вазал на ВМРО. Решењето треба се види во отклонувањето на последиците. А последиците се отклонуваат ако ги отклонувате причините. Времето денес беше сончево со мала до умерена локална облачност и слаб северен ветер. Утринска магла имаше поодделни котлини. Утринската температура се движеше од 6 до 9, а дневната од 10 до 17 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и слаб до умерен северен ветер. По одделни котлини и речни долини ќе има појава на магла и ниска облачност. Утринската температура ќе се движи од 6 до 9, а дневната од 11 до 18 степени.